Со промотивен час, кој што се одржа кон средината на минатиот месец на Факултетот за јазици, историја и географија, започна со работа катедрата за македонски јазик со лекторат на Универзитетот во Анкара. Новиот лекторат е отворен по 15 години од претходно отворениот, оној на Универзитетот во Риека. За значењето на овој успех од историско значење за македонистиката, но и за тоа каков е интересот за македонистиката на странските високообразовни институции, ова утро разговараме со професор доктор Весна Мојсова-Чепишевска, директорка на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи и професорка на Филолошкиот факултет Блаже Конески. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Ќе започнеме вака некако. Во академската 1961-62 во Љубљана беше отворен првиот лекторат по македонски јазик во светот, за набрзо потоа да прерасне во една катедра за македонски јазик и книжевност, која што и денеска успешно функционира во рамки на Оделот за славистика. Годинава беа одбележани 60 години од отпочнувањето токму на изучувањето на македонскиот јазик, литература и култура токму на Филозофскиот факултет при Универзитетот во Љубљана. Но она што е фокусот, впрочем, на денешниот разговор е оној втор лекторат кој што неодамна беше отворен во Турција, по оној прв отворен во Истанбул во 1985 година. Од каде произлезе потребата од отворање на втор лекторат по македонски јазик токму во Анкара? Па тоа е долгорочна работа. Впрочем, во неколку наврати претходните амбасадори што се дел нели од таа дипломатија во странските земји, работеа на тоа и во разговор со ректорот на тамошниот, на државниот Анкарски универзитет, се дојде до сознание дека навистина има потреба и од изучување на македонскиот јазик. Не знам колку знаат вашите гледачи, во Анкара има едно големо наше, да речеме така кажано, нели, наше малцинство, односно турци, кои што имаат свое потекло од Македонија. И тие самите велат како тоа нашите баби и дедовци покрај турскиот го знае и македонскиот, а ние еве не можеме да го учиме, не можеме да им го пренесеме на своите деца, на своите внуци. Значи прво почна така како иницијатива, но потоа се покажа дека Анкарскиот универзитет има сериозна катедра за славистика. И во рамките на таа катедра за славистика, покрај многуте други словенски јазици, зошто и да не се изучува македонскиот јазик, бидејќи намерата на овие лекторати не е само да учат оние кои што имаат некакво потекло од Македонија, туку македонскиот јазик да се понуди на цел факултет, па потоа може би како и на цел универзитет, како изборен предмет, како јазик рамноправен со сите останати и словенски, но и странски јазици. Така што ете, тоа беше долга патеката беше додека стигнеме до ова, но сега навистина многу се радуваме дека сме токму на сосема на почеток, на крајот од таа претходната, но и на почеток на една нова приказната за лекторатот по македонски јазик во Анкара. Верувам успешна приказна која што ќе се развива во годините кои следат. Како е организирана работата на лекторатот во моментов и колку сте задоволни од како функционира сето тоа досега? Така. Значи, катедрата е што туку отворена. Таму требаше сепак за отворање на нова катедра и нов лекторат да добиеме дозвола и од председателот на собранието, на турското собрание, така што сите тие, да речеме, правни работи се завршени, формалности се завршени. Сега би се направи еден прв промотивен час, на кој што навистина се израдувавме колку имаше убав одзив. Салата беше, амфитеатарот беше преполн, и од тој аспект веќе се направени сите оние работи околу добивањето на работната виза на нашиот лектор и веќе очекуваме во вториот семестар со полна пареа да започне работата на лекторатот по македонски јазик. Така што мислам дека имаме таму добра клима и дека ќе имаме исклучителен интерес за македонски јазик, литература и култура. И во контекст на претходното прашање, каква е соработката со колегите од Универзитетот во Анкара? Извонредно. Еве во тој контекст ми се допаѓа нели во ваше прашање, на место е. Впрочем, тие сите работеа на подготовката, околу подготовката на отворањето на овој лекторат. Тука морам да ја поздравам секако раководителката на катедрата за македонски јазик, професор доктор Мелахат Парс, кој што ги вложи сите сили, нели, за да се отвори овој лекторат. И еве како подготовка за да може веќе да почнеме покрај книгите што ги подготвува меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура,
книги, учебници од кои што ќе се работи, ќе се учи македонскиот јазик. Јас сакам еве ексклузивно за вас, за вашите гледачи, да го покажам и првиот турско-македонски речник. Тоа е првото издание двојазично, нели, турско-македонски, кој што го издаде Институтот за турски јазик во Анкара, и ова е навистина правено по сите стандарди, вели дека ете покрај многу такви двојазични турски со некој друг јазик да се појави и овој извонреден речник. Еве, студентите ќе можат да почнат од тука да љубопитството да го градат, да го развиваат, со тоа што и самите ќе пребаруваат кои турски зборови, како звучат, како се изговораат и на македонски јазик, а секако потоа и да го унапредат своето знаење преку изучувањето на македонскиот јазик со учебниците на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Да, вистински плод на оваа македонско-турска соработка на полето на јазикот. Што значи отворањето на оваа нова катедра и лекторат по македонски јазик за она што се нарекува афирмација на македонскиот јазик, литература и култура во светот, особено на овие странски високообразовни, но и научни институции? За нас, бидејќи сме навистина многу мала земја, јазикот го зборуваат, го говорат мал број на говорители, секако дека секој отворање на нов лекторат значи многу. Може ќе се праша некој зошто сега во Анкара, ако веќе имаме во Истанбул. Но мислам, Анкара е секако многу километри далеко од Истанбул. Турција е голема земја. Истото прашање можеше да ни се постави и пред 15 години, кога го отворивме лекторатот за македонски јазик во Риека. Што ке ни е друг лекторат, кога веќе имаме лекторат и катедра за македонски јазик, македонска книжевност и култура на Загребскиот универзитет со една исклучителна традиција од над 50 години. Затоа што секако има растојание помеѓу Загреб и Риека. Овие лекторати, јас и во многу други пригоди сум кажала дека се навистина, се вистински културни амбасади, бидејќи на тој начин зрачи не само учењето на јазикот, туку зрачат и сите оние други пропратни работи, од типот на желбата да се спознае еден народ близок или далечен, да се спознае неговата култура, да се спознае неговата традиција, музика и така натаму и така натаму. Овие лекторати прават многу, може да се каже во некои сегменти и многу повеќе и таму каде што политиката не може да влезе и не може да ги поправи тие работи. Кога веќе го споменавте Истанбул, мора да споменеме дека македонистиката е присутна на факултетот за литература на Истанбулскиот универзитет, каде што македонскиот јазик, култура и литература се изучуваат веќе 36 години во рамки на катедрата за македонски јазик. Од неодамна успеа тимот кој што работи таму всушност да македонскиот јазик да го стават на листата на јазици кои што може да го изучуваат сите студенти во рамки на универзитетот. Овој лекторат, впрочем и катедра, не само што се сметаат за едни од највлијателните, туку и еден од најбрзо растечките лекторати. Така е, затоа што еве гледаме со Анкара дека тоа како тоа бавно оди, сепак има и доста административни работи што треба да се изработат, не е секогаш тука волјата на УКИМ, на Универзитетот Свети Кирил и Методи и на тамошниот странскиот универзитет, туку многу работи треба да се сработат. И сега ова што го кажувате со Истанбул, навистина е така, затоа што од лекторат, од можност да се студира, да се учи македонскиот јазик само 2 години, нели, во 4 семестри, тие што студираат знаат што значи тоа би се рекло дека тоа е како меѓуизборен и факултативен или предмет кој што можете да го изберете само со 2 годишно изучување. Сега веќе тој прераснал, значи на ниво на цела катедра, бидејќи таму имате предмети кои што се од областа на македонската литература, култура, на преведувањето од турски на македонски, од македонски на турски, но секако на што ни е најбитно дека македонскиот јазик влезе и во рамките на постдипломските студии. И секако, најмногу ова што го спомнавте, дека може било кој на универзитетот, како слободен изборен предмет, да го избере македонскиот јазик да го изучува. Така што тоа е навистина голем успех.
Да, бројни се придобивките во поглед на промоција на македонистиката во светски рамки. Кога веќе ги споменуваме лекторатите, со колку лекторати во моментов располагаме со се овие последните? Така, значи сега имаме 10 лекторати, но имаме уште 10 универзитетски центри, каде што тамошни професори, тоа се исто така македонисти, меѓутоа се странски, не се родени говороители, значи македонскиот не им е мајчин јазик, како што се лекторите што ги праќаме во лекторатите, значи уште 10 и секако, еве, овој во Анкара, на потеке, веќе сме на почеток за лекторатот во Пекинг, ама јас на вистина се радувам и оваа вест што одекна пред 2 дена, дека ете и во Грција се регистрира официјално. Така, еден едукативен центар, официјално, нели судски, сите ги помина сите тие инстанции, тоа е многу битно, дека тоа е легализирано, дека не е тоа нечие лично само организирање, дека можат и македонците во Грција да го изучуваат својот јазик, јазикот на своите баби, дедовци, Уште еден важен чекор, да, во промоција на македонистиката. Така што во тој контекст ја навистина се радувам дека може би нареден чекор е да го направиме тоа и со Тирана. Жално е македонците во Албанија да немаат можност да го изучуваат македонскиот јазик на некоја високообразовна институција, секако тоа е Тиранскиот државен универзитет. Кога веќе говориме за македонистиката, изминатиот период имаше навистина многу активности кои што треба да се регистрираат. Ќе споменеме дека во Париз на Националниот институт за ориентални јазици и култури вчера се одржа меѓународна конференција за македонистиката како ретка научна дисциплина. Какво е значењето на Париз како еден образовно-научен центар за македонистиката, ако се земе предвид дека наредната година, 2023, ќе се одбележи големиот јубилеј, односно 50 години од отварањето на лекторатот по македонски јазик токму на Националниот институт за ориентални јазици и цивилизација. Така. Ова е, на некој начин, оваа конференција е една мала подготовка. Јас сум многу благодарна на професорката која што е раководител на таа катедра за македонски јазик, литература и култура, професорката Фроса Пеовска Бушро, која што е неуморна, мораме да кажеме дека неуморна, бидејќи претходно успеа да влезе во еден голем француско-германски проект за заштита на јазици како ретки дисциплини. На тој начин може да кажеме дека го забетонира македонскиот јазик како јазик што ќе се изучува на овој исклучителен значаен институт, тоа е Институтот за ориентални јазици, кој што е дел од Сорбона 2. Знаеме кој е Универзитетот Сорбона, не само во европски, туку и во светски рамки. Така што оваа конференција која што ја споменавте е многу значајна. Таа е на некој начин врата со кој што ќе се отворат некои активности што ги планираме заедно и меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура и секако лекторатот по македонски јазик во Иналко, значи неколку такви планираме, а оваа конференција беше значајна бидејќи се зборуваше на македонистички теми, за македонскиот јазик, за македонската литература, музика, сликарство, преводот од македонски на француски. Одредени автори излегоа надвор од границите на Македонија, на оваа наша држава, и се преведоа на повеќе јазици. Тука е секако најмногу за француското говорно подрачје заслужна нашата исклучителна преведувачка Марија Бежановска, која што еве многу скоро ги преведе и Румена Бужаровска, и Петар Андоновски, пред тоа Венко Андоновски, Гоце Смилевски, да не ги броиме сите тие. Така што, ете, оваа конференција покажуваше колку, е успешен тој лекторат, а кажавте, изучувањето на македонскиот јазик е многу одамна, 50 години, тоа не се малку, 50 години. Долга традиција, но интересот за македонскиот јазик токму во Париз датира уште од меѓу двете светски војни. Кога веќе го споминавте интересот од оно искуство кој што го имате досега, каков е интересот за македонистика на странските високообразовни институции и што е оно што впрочем ги привлекува странците да го изучуваат токму македонскиот јазик? Така. Па, мислам дека македонскиот јазик е за нив предизвик, бидејќи секогаш се зборува дека тој јазик, колку што припаѓа на групата на словенски јазици, многу во себе задржал доста така наречени балканизми. Знаете, македонскиот јазик има преубави фрази, изрази, граматички отстапки, кои што го врзуваат со другите јазици, како што се грчкиот, влашкиот, албанскиот, турскиот. Македонскиот јазик се смета дека е еден од најголемите конзерватори на старите турски изрази. Одредени изрази се изгубиле во современиот турски јазик, одредени значења на тие зборови,
а останале се уште во македонскиот. Токму во македонски. Значи, тој меланж, значи, сакам да кажам, од друга страна, македонскиот е посебен и по тоа што во себе не ги зачувал падежите од старословенскиот, преминал во друг тип на јазик. А секако, голем е предизвикот да се изучува македонскиот јазик и потоа да се има привилегија да се дојде во Македонија, особено да се биде дел од летната школа, да се посети Охрид и да се ужива во Охрид, да се слушаат бранувањата на Охридското езеро и очукувањата на Климент, на големите Климент и Наум. Да не ја заборавиме, Охридската книжевна школа е дел од нашата традиција и од нашиот идентитет. И во контекст на денешната тема, колку е важно да се донесе национална стратегија токму за поддршка на македонистиката? Многу е важна. Јас велам дека ако немаме национална стратегија, ако на државата не е приоритет како македонскиот јазик е поставен, не само дома, затоа што и дома мислам дека не е доволно добро поставен, туку и надвор, тогаш многу тешко да работите, многу бавно да. Значи, не сакам да се чувствуваме ние како македонисти, како Дон Кихот, како некој кој што се бориме со ветерници. Напротив, за нас најголемата алатка е јазикот. И тој јазик треба да се шири не само во оваа држава, туку и надвор. Да се го зачуваме и негуваме најпрво дома, а секако потоа и надвор. И сосема накусо пред крајот на разговорот, за уште еден убав повод, неодамна ви беше доделена и годишната награда 13 ноември од областа на образованието и воспитанието, конкретно за монографската публикација Коневски како тестамент и континуирани остварувања во областа на културата во изминатиот период. Што лично за вас значи да се биде носител на едно вакво признание? Па многу. Иако ќе биде нескромно кога велиме дека наградите не значат, сепак е еден вид на верификација, еден вид на препознавање, еден вид на дека некој се сетил на вас, дека некој го вреднувал. И тоа ми е особено драго, бидејќи град Скопје и целиот тој одбор на познати, на признати луѓе кои што ги проследуваа сите апликации, видоа во мене добитник, односно можен добитник за оваа награда, и јас навистина многу сум благодарна, особено затоа што Скопје го сакам, Скопје е дел од мене, јас и патувам многу, меѓутоа секогаш сакам да се вратам во моето Скопје и Скопје е моето јас. Да, љубов е кога секако институциите ќе го препознаат придонесот и љубовта, посветеноста кон работата, односно негувањето на македонскиот јазик. Професор Чепишевска, благодарам за гостувањето. Негувањето на македонскиот јазик е наша обврска и должност, до која што доследно мора да се држиме доколку сакаме да си го сочуваме јазикот. Во таа насока со сите нови активности ќе ви имаме повторно во утринската програма. Ви благодарам и благодарам посебно до утринската програма што секогаш има во вистинско време знае да погоди со прашања и со теми и со проблеми и секако дека публиката добро ја информирате. Ви благодарам. Благодарам уште еднаш за гостувањето. Ние се гледаме во наредна прилика.